Кандидатот за градоначалник на град Скопје Александар Трајановски порача дека е време да се воспостави ред и хармонија во градот со нови катни гаражи и современи пензионерски домови. Тој нагласи дека со субвенциите за сместување секој пензионер ќе може да си дозволи достоинствена старост без високи трошоци. Предвидено е да се изградат две катни гаражи кои што ќе бидат во една целина со еден објект на средината. Од страната на семафорите кај фонтаната ќе имаме 2 нивоа подземно паркирање и 3 нивоа надземно паркирање од отворен тип. Во продолжение ќе имаме објект кој што ќе биде во служба на повозрасните граѓани, односно пензионерски дом од 100 до 120 стамбени единици и на крајот кај бараката 16 кај вторите семафори према зоолошката градина, исто така ќе завршува со катна гаража. Кандидатот на Левица, пак Амар Мециновиќ, истакна дека работниците во јавните претпријатија се темелот на функционирањето на градот и дека наместо чистки треба да се подобрат нивните услови за работа. Тој најави дигитализација на градската управа преку јавен надпревар за млади програмери со цел да се стави крај на тендерите и партиските вработувања. Замислата е град Скопје во првата фаза да го испромовира надпреварот за развивање на апликација која ќе ги интегрира сите услуги кои моментално градот ги нуди дигитално, но се распрскани на сите страни. Така да биде сликовито, замислете да можете на една апликација да платите дајнокнимот, да ги подмирите комуналните сметки, да платите паркинг, да платите карта за ЈСП, да викнете такси. Се што градот може да обезбеди за нашите граѓани, да биде интегрирано на една апликација. Актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат Горан Керасимовски на Центар потенцира дека чиста и уредна општина останува негов приоритет. Тој најави дека на местото на исчистената дива депонија во Крњево ќе биде изградено детско и спортско игралиште со ново зеленило и урбана опрема. За само 5 дена целосно ја расчистивме дивата депонија во Крњево. Акцијата ја почнавме минатиот викенд на барање на жителите. Вклучени беа сите вработени во паркинзи на општина Центар со целата механизација. Во моментов просторот се дезинфицира, а потоа следува и негово уредување. На ова место поставуваме детско и спортско игралиште, ново зеленило и урбана опрема. Ги подобруваме условите во сите населби. Заеднички со жителите го направивме нашиот Центар поубав. За Центар што го сакаме. Кандидатот за градоначалник на Центар Мирослав Лабудовиќ најави решителни мерки за ставање крај на сообраќајниот хаос и воспоставување ред во паркирањето. Тој истакна дека преку реконструкција на улиците и воведување на смарт паркинг систем, Центар ќе стане современа и безбедна урбана средина. Пешаците нема каде да поминат, паркирањето е борба, а улиците се преполни и нефункционални. Време е тоа да се смени со конкретни, системски и издржани решенија. Почнуваме со целосна реконструкција на улиците Христо Смирненски, 9 мај и 20 октомври во Буњаковец, со нов асфалт, тротоари, зеленило и модерна урбана опрема. Со тоа конечно ќе воведеме ред и резидентен паркинг за жителите, за тие што навистина живеат тука. Паралелно, воспоставуваме смарт паркинг систем со дигитална контрола и фер наплата. Карванот на ВМРО ДПМН од Дојран замина во Богданци, каде заедно со премиерот, кандидатот за градоначалник Маријан Пеев вети проекти и развој на општина. Ќе инвестираме во соларна фарма за производство на електрична енергија за потребите на пумпна станица во Ѓавото. Ќе обезбедиме поврзување на сите населени места со Богданци преку субвенциониран општински линиски превоз. Ќе инсистираме на препораките од ИЗИС да се исполнат и образовниот процес за основниците да се врати во објектот на основното општинско училиште Петар Мусев Богданци. Кандидатот за градоначалник на општина Чаир Бујар Османи од Дуја представи визијата за целосна реставрација и ревитализација на старата скопска чаршија со цел да се врати автентичниот лик и дух. Се предвидува ревитализирање, обновување на Чаирската чаршија во едно живо наследство, во кое што историјата и модерното ќе заживеат во едно, во кое што ќе се унифицира кодот на дизајнот, во кое што ќе се врати старите занаети,
а општината ќе ги субвенционира наследството на занаетите и отварањето на бизнисите. Ветување за промени, нови урбанистички решенија и за жителите на населбата Стрелиште во Битола во рамки на кампањата на независната кандидатка Габриела Илиевска од Независна граѓанска иницијатива Поинаку. Од населба Стрелиште низ годините излегле еден куп функционери, парафункционери, пратеници, секретари, директори, што уште не. И на никој, ама баш на никој не му текнало дека овие граѓани кои што живеат во населба Стрелиште заслужуваат асфалтирани улици и заслужуваат нормално да влезат во нивните домови. Општината има изгласани средства, има изгласани проекти, а овие граѓани кои што живеат во населба Стрелиште редовно си ги плаќаат своите сметки, честно си плаќаат комунали и заслужуваат асфалтирани улици. Ова може да се среди за неколку месеци, само треба да се сака.